Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во нашата обработка на посланието на Јаков се наоѓаме во почетниот дел, каде авторот пишува за начините на кои христијанската вера се проверува дали е вистинска и искрена. Еден од тие тестови за верата се неволите, друг се искушенијата, а третиот тест за кој Јаков пишува е нашиот однос кон Словото, односно кон Светото Писмо. Тој сака да ни каже, или можеби да не подсети, дека не е доволно само да знаеме што Бог кажал и што ни открил преку Писмото, туку тоа знаење да има некакво влијание во нашите животи. Ке го прочитам стих 22 од првата глава. Таму се вели: бидете извршители на Словото, а не само слушатели, мамејки се сами себе. Ова се зборови кои се упатени кон христијани, а една од најголемите опасности за христијаните е да бидат само слушатели, но не извршители на Словото. Низ годините јас сум паѓал во таа замка, а сигурен сум дека и голем број христијани го имаат истото искуство. Долги години служев како пастор во неколку заедници и од лично искуство ќе ви кажам дека таквиот вид на христијанство, кога многу слушаме и знаеме, а малку правиме, е карактеристично за голем број на верници. Верувајте ми, не го велам ова само за да ги критикувам другите, бидејќи и јас самиот сум бил и можам во иднина да се најдам во таква ситуација. Сатаната првично ќе се обиде да не спречи да бидеме под влијание на Божиот збор. На било каков начин ќе проба да не тргне што подалеку од Библијата, да не ја читаме, ниту пак да ја слушаме. Кај некои луѓе тоа му успева, бидејќи веруваат во лагата дека Библијата е стара и нерелевантна книга, или дека е тешка да се разбере, дека е само за некои религиозни експерти или пак за свештениците. Но има некои луѓе кои не веруваат во овие лаги и тие одлучуваат да ја земат Библијата во раце и да ја читаат. Кај таквите сатаната ќе се обиде со поинакво искушение. Со оглед на тоа што не може да ги спречи да ја читаат, тој ќе се обиде да ги спречи да го извршуваат тоа што е запишано во неа. Ако вие денес имате интерес да ја читате Библијата или пак да слушате поуки од неа, сакам да знаете дека вие сте и ќе бидете под духовен напад. Добро е да бидете свесни дека ќе бидете искушани и кога ја читате Библијата, да барате од Бог да ви даде сила и мудрост, да не бидете само читатели, туку и извршители. Јаков вели: бидете извршители на Словото, а не само слушатели кои се мамат самите себе. Теологот Бејер го има објаснето тоа со следните зборови: полесно е да зборуваш отколку да живееш. Многумина слушаат поуки, но малкумина ги прифаќаат. Бидете извршители на Словото. Со овие зборови Бог преку Јаков им се обраќа на своите деца, односно на оние кои веруваат во Него. Кога го слушаме Словото, тоа треба да направи некаква промена кај нас. Не само да не информира, туку и да не трансформира. Кога слушаме дека треба да го сакаме ближниот, ние треба да одиме и да го сакаме ближниот. Кога Бог преку Неговото Слово ни кажува дека треба да престанеме да практикуваме одреден грев, тоа не ни го кажува како совет, туку како заповед, на која ние треба да бидеме послушни. Кога Бог преку Новиот Завет ни вели дека треба да служиме со своите дарови и таленти во локалната црква, ние треба да се ставиме на располагање за да служиме во локалната црква. Кога размислувам за овој стих, каде Јаков вели дека не треба да бидеме само слушатели, туку и извршители, не можам а да не се сетам на деновите кога бев професор по теологија во едно библиско школо. Самото школо нудеше две опции за учење: да се студира или пак да се присуствува на часовите само како слушател. Разликата помеѓу студентот и обичниот слушател на предавања беше голема. Од студентите се очекуваше да фаќаат белешки,
да подготвуваат есеи, семинарски трудови, домашни задачи и да полагаат испити. Од друга страна, слушателите само доаѓаа на часови, ги слушаа предавањата и си одеа дома без никакви обврски. Но разликата е и во крајниот резултат, односно студентите си заминуваа поподготвени и со диплома во рака, а слушателите само гледаа како студентите добиваат дипломи. Имајќи ја таа илустрација на ум, би рекол дека преку овој стих Бог не повикува да бидеме студенти, а не само слушатели. Верата, кога е вистинска и искрена, ќе резултира со одредени дела, кои произлегуваат од нашето познавање на Словото. Само измамата е една од најопасните состојби во која може да се најде еден човек. Станува збор за состојба во која тој мисли дека е на добар пат, дека напредува, дека расте во зрелоста, а сепак реалноста е поинаква. Такви се оние кои го слушаат Словото, учат нови работи за Бог и за верата, ама не дозволуваат тие нивни знаења да влијаат на нивните мисли, чувства, одлуки, дела и зборови. Стих 23. Зашто кој го слуша Словото, а не го извршува, тој прилега на човек кој го гледа своето лице во огледало. Во овој стих Јаков на сликовит начин ни објаснува што значи да се слуша Словото. Тој вели дека секој кој го слуша Словото прилега на човек кој застанал пред огледало. Патем, кога го читаме зборот огледало, сакам да знаете дека во првиот век луѓето не користеле огледала како нашите денес. Во тоа време за огледало се користело добро isполирано парче метал. Во овој стих Јаков го зема огледалото како слика за Божиот збор. Кога застануваме пред огледало, ние тоа го правиме за да се видиме како изгледаме. Огледалото е рефлексија од самите нас. Како што огледалото ни кажува како изгледа нашиот лик, така и Божиот збор ни кажува какви се нашите души. Во својот збор Бог воопшто не ни ласка. Исто како што и огледалото не ни ласка, туку не соочува со реалноста таква каква што е. Нам може да не ни се допаѓа тоа што го гледаме во огледалото, но ние првично мора да знаеме какви сме, за да знаеме каде и како да се подобриме. Исто е и со Божиот збор. Може нема секогаш да ни се допаѓа тоа што го читаме во него, ама треба да се соочиме со тоа што во него е напишано, бидејќи сето тоа е за наше добро. Кога зборувам на оваа тема, сакам да користам една илустрација од животот на Абрахам Линколн, која верувам дека многу сликовито ја опишува улогата на Божиот збор како огледало. Ако сте погледнале слики од претседателот Линколн, може би сте забележале дека на некој од нив на едната страна од лицето има брадавица, а на други ја нема. Може би тоа ќе ве зачуди зошто е така. Еве ја причината. Некои од сликарите кои го цртале портретот на Линколн сакале да го представат неговиот лик во некоја подобра верзија и затоа ја изоставувале брадавицата. Но, кога еден сликар го прашал Линколн: "Претседателе, како сакате да ве насликам?" Линколн одговорил: "Насликај ме таков каков што сум, со брадавица и со сите мои недостатоци." Тој негов портрет е еден од најдобрите, бидејќи на најсоодветен начин го представува Линколн таков каков што бил. Истото може и треба да се каже за Светото писмо. Тоа е најдобрата книга која ние луѓето може и треба да ја читаме, бидејќи не соочува со тоа какви сме ние на вистина, без ласкање и без шминкање. Живееме во време кога сите по дома имаме огледала, а и кога излегуваме надвор, во многу продавници и трговски центри има огледала. Луѓето сакаат да се погледнат во огледало, но, за жал, не го прават истото со огледалото на душата, односно со Светото писмо. Кога би го отворале огледалото на душата, толку често колку што застануваме пред обичните огледала, мислам дека би биле сосема поинакви личности. Се чини дека нашиот главен фокус е ставен на надворешниот изглед, а малкумина се оние кои размислуваат
за внатрешниот изглед. Патем во стихот кој предмалку го прочитавме, Јаков сака на сликовит начин да ни објасни какви се луѓето кои го читаат Словото, а не го извршуваат. Тој вели дека тие луѓе се како некој кој застанал пред огледало. Неговата илустрација продолжува и во стих 24, каде се вели: ќе се погледне, па ќе си замине и веднаш заборава каков бил. Тоа што Јаков сака да го каже преку овие стихови е следното: немојте несериозно да му пристапувате на Божиот збор. Немојте само да бидете луѓе кои го слушаат и читаат, кои го отвораат огледалото на душата и потоа забораваат што прочитале во писмото. Тука не станува збор за буквално заборавање, односно за ситуација во која некој има проблеми со памтењето. Поентата на Јаков е дека секој кој го чита и слуша писмото, а не го извршува, е како човек кој заборава што видел и слушнал. Например, во Светото писмо ни се вели дека сите ние сме грешни. Кога човек ќе го прочита или слушне тоа, тој може да не се согласува со таа идеја, или пак дури и да се согласува со тоа, но ако не направи ништо во однос на неговиот грев, односно, ако не се покае, таквиот е како некој кој заборава што слушнал и прочитал. Главната задача на огледалото е да ни каже какви сме, и Светото писмо за нас го прави токму тоа. Светото писмо е Божјото огледало, кое е дадено за душата на човекот. Ако човекот го игнорира тоа огледало и не сака да се види во него, тоа не значи дека тоа што огледалото има да го каже е неважно. Ако човекот се гледа во тоа огледало и не му се допаѓа тоа што го гледа, тој има две опции. Или да побара од Бог да му помогне да се промени, или пак да остане ист како претходно. Замислете човек кој има проблеми со здравието и испитувањата кои ги прави на доктор покажуваат дека има рак. Јас во минатото имав рак. Кога ги направив потребните испитувања, докторот ми рече: имаш 7 дамки на твојот бел дроб кои укажуваат дека станува збор за рак. Јас можев да му кажам: докторе, не ми се допаѓа тоа што го кажуваш. Немам јас доверба во овие испитувања, така што ќе ги сметам резултатите за неважни. Познавав луѓе кои имаат таков пристап и на крај го загубија животот. Јас бев убеден дека резултатите се точни и затоа почнавме со терапија и со Божја помош ракот исчезна. Истото се однесува и на Божјиот збор. Кога го отвораме и читаме што пишува во него, ние сме соочени со нашите духовни проблеми. Верувам дека на повеќето луѓе тоа не им се допаѓа, но Бог по својата милост одлучил да не соочи со вистината таква каква што е. Како и докторот кој ги споделува лошите диагнози со нас затоа што се грижи за нашето здравје, така и Бог ги споделува лошите духовни диагнози со нас, бидејќи се грижи за нас. Убавото нешто во сето ова е фактот што Бог не соочува со нашиот грев само за да ни даде диагноза, туку и да ни даде решение. А решението кое тој ни го понудил, единственото решение кое ни е дадено, е верата во Господ Исус, во неговите зборови, во неговата смрт и воскресение. Патем, сакам да предупредам на уште една опасност при читањето на писмото, која ја имам забележано и кај мене, но и кај другите луѓе. Понекогаш, кога го читаме писмото, ние сме во искушение да помислиме дека тоа е огледало за другите луѓе, односно дека во него ни се запишани тугите гревови, а не нашите. Вистинското и правилно читање на писмото секогаш ќе не води до свесност првично за нашите, а потоа за тугите гревови. Секој кој го чита и користи писмото за преку него да ги увиди и да укаже на тугите гревови е како човекот кој во своето око има големо парче греда, а сака на ближниот да му ја извади раската од окото. Тоа не оди така. Самиот Господ Исус ни има кажано дека тоа е лицемерие од кое треба да се пазиме.
Затоа, кога го читаме или слушаме Светото Писмо, најдобро е тоа да го правиме во придружба на молитва. Во таа молитва да бараме од Бог да ни помогне да го разбереме Писмото, да ни даде вера да го прифатиме и сила да го примениме. Тоа треба да биде нашата главна молитва, а покрај тоа можеме да бараме од Него откако ќе ни помогне нам да пораснеме духовно, да не ползува како алатка во Неговите раце за духовниот раст на ближниот. Стих 25. Но, кој ќе се задлабочи во совршениот закон на слободата и остане во него, тој бидејќи не е заборавлив слушател, туку извршител кој действува, ќе биде блажен во своето действување. Ова е текст кој на соодветен начин ни кажува каков треба да биде нашиот пристап кон Словото, односно кон законот. Патем, тука не станува збор само за Мојсеевиот закон, туку зборот закон се однесува на сите Божји зборови кои ни се дадени во Писмото. Од денешна перспектива, тоа се книгите од Стариот и Новиот Завет. Целото Писмо ни е дадено за да се задлабочиме во него. Кога само го читаме или слушаме и не го извршуваме, ние му пристапуваме површно, но кога сме извршители на тоа што од нас се бара во Писмото, ние сме луѓе кои се задлабочуваат во Божиот збор. За него Јаков вели дека е закон на слободата. Во Евангелие според Јован, глава 8, стих 32, Господ Исус вели: и ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Спротивно на тоа што многумина го мислат или предпоставуваат, Божиот збор не ни е даден за да не води кон некакво духовно робство или досаден живот, туку ни е даден за наше добро и да ни даде слобода. Самото тоа што во Писмото има одредени правила и принципи, не го прават Божиот збор нерелевантен, лош или досаден. Свесен сум дека денес луѓето се почесто се бунтуваат против правилата и законите, и некои од нив дури и гордо велат дека живеат живот без правила. Но, дозволете ми да ви објаснам колку е апсурден тој пристап или таа животна филозофија. Замислете дека се наоѓате на раскрсница, во област или држава во која нема сообраќајни правила. Кажете ми, како ќе се снајдете кога на таа раскрсница има густ сообраќај? Секој ќе сака прв да помине и на крај ситуацијата ќе биде хаотична. Но, кога има правила, секој знае кога може и треба да помине и на тој начин има одредена хармонија во сообраќајот, се разбира, се додека луѓето се држат до правилата. Замислете да живеете во држава во која нема закони кои ја заштитуваат светоста на животот, во која секој може да убие некого без никакви последици. Не би сакале да живеете во таква држава, зарем не? Гледате, постоењето на принципи и закони не е лошо само по себе. Божјото ветување кое ни е дадено преку Јаков во стих 25 е дека секој кој се задлабочува во Писмото, односно го чита и применува, е човек кој ќе биде, цитирам, блажен во своето действување. Сакате ли да живеете благословен живот? Отворете го Божиот збор, читајте го, барајте од Бог сила да го примените и Бог ќе ви го даде својот благослов. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.